Стадион. Емисија за вашата вистина. Денеска по повод Светскиот ден на радиото дојдовме на гости кај председателот на Република Македонија, господинот Стево Пендаровски. Донесовме и снег. Господине Пендаровски, добар ден, добро утро, како сте? Добар ден, како сте вие во овој нов амбиент, невообичаен за вас, за вашата емисија? Па да, за тој амбиент, да почнеме со тој амбиент како домакин. Да ве прашам, ова е Глигор Чемерски, академикот. Мозаикот има два дела, едниот голем, едниот мал. Оваа сала, јас ја паметам како сала во која што се случуваат седници на Советот за безбедност. Што друго се случуваат? Случуваат и прием на акредитивни писма на амбасадори, новите амбасадори кои ќе ги именуваат, овдека правиме, и ова е практично најрепрезентативниот дел од целиот кабинет. Прв пат зградава и со тоа и салава овде, мозаик сала ја нарекуваме, е вселена 2009. Значи прв председател кој влегува овде во овие простории, кој ги прави тие своји протоколарни активности, е Иванов. Мозаикот е отворен, свечано е отворен летото 2009, а некаде неколку месеци подосна Иванов и формално влегува тука. Значи салава била на времето и целата зграда, целиот објект биле стари времења во употреба, меѓутоа биле руинирани и во меѓувреме била голема една реконструкција пред да влезат луѓето тука и да се пресели кабинетот кој претходно беше во парламент. Сигурно паметиш, на први испрат во парламент бевме, се зафркававме во тоа, кираџи бевме ние практично, е невообичаена ситуација во иста зграда со парламентот да биде и председателот. Сега сме и физички одвоени. Има ли отвореност? Можно ли е граѓани да доаѓаат, да ја посетуваат? Гајди тур, како се вика? Можно е. Еден проект кој го нарековме Отворен ден во кабинетот, онлайн се пријавуваш, неколку дена предходно и додека не беше короната, имавме два дена во месецот најмалку, кога групи од 30-40-50 граѓани, од најмлада возраст, од ученици па до највозрастни, доаѓаат тука и имаме специјално одредени колеги кои ги воведуваат, им кажуваат, не само за мозаикот, него генерално што се од гардата која гледаш на влез, па до овде и се разбира на крајот влегуваат кај мене во кабинет и ја разговарам малку со нив. Па најинтересно е гледам дека и на возрастни и на помлади, најинтересниот дел е кој им велам седнете малку барем за една минута да бидете председател на моево столче и им давам пенкала да потпишуваат укази. Тоа е најтешката работа. Радио слушате ли? Ретко, не за немање време, знаеш, радиово некако со годиниве за жал стана отиде на маргините кај просечната публика, да ја наречам. Инаку, практично мојот вовед во светот на политиката пред 35 години веќе, за жал, почна со радиото, тогашно Македонско радио. Това беше еден Dream Team во Македонско радио. Последните 5-6 години од таа декада последна од тогашна Југославија, Македонското радио беше, тогаш радио Скопје, беше со се аз до аз беа и навистина тоа беа. И дневниците во 3,5 и емисиите беа практично еден стандард кој и денеска е тешко да го постигнеш. И во другиот тип на медиуми, не само радиото. Да почнеме со посериозни теми. Пописот, директно ќе ја прашам, малку е чудно одложувањето. Зошто не го побаравте пред да го подпишете? Или да речете, дај да видиме да се одложи, па после тоа ќе го подпишам закон. Прво да прецизираме одложувањето која го најавам како опција. Ако сакаат партиите кои го гласаат законот и владата пред се, да го направите за месец до 2. Зошто? Значи, ја не барам одложување на пописот како што бара опозицијата за година или така натаму. Само затоа што аргументите на опозицијата во еден најголем дел, зборам за двете најголеми опозициони партии, од овој македонски дел, така наречен, зборам за ВМРО, ДПМН и за Левица, беше дека короната е се уште тука и дека малкумина граѓани, или еден дел од нив, можеби нема да ви отворат врата, плашејќи се од евентуална зараза. Независно што сите протоколи би биле запазени. Јас реков, ако е тоа проблем, чекајќи ги вакциниве, предвидувајќи на динамика за вакцинирање, доека не дојдеме од тие 60 и колку веќе проценти треба за колективен имунитет, кој е мај или јуни, тој е стравка и некој граѓани, нека е опозицијава, некој граѓани, кој предпоставам легитимен, сигурно го има, заради пандемијата само, не од политички причини, зашто не би го одложиле за месец или 2. Само тоа беше мојот резон. Инаку го објаснувам, пописот како попис, содржината, контекстот, да не се повторуваме. Потребен ни е во самиот закон, нема
проблеми, нема решенија кои не се познати во Европа. Проблемот со нашиот попис е политизацијата која се прави околу законот и околу тој процес. Инаку не е проблемот во законот и не е проблем што пописот ќе биде од 1 до 21 април. Не е терминот проблем. Али велам, тој е политичкиот резон, про и контра. Велам, али ако е проблем короната, и само од тој аспект можеме да размислуваме, односно владата да размислува во таа насока. Мислев, зашто порано не го направите тоа? Може би требаше и да размислувате за некоја поголема иницијативност во насока на лидерска средба. Може би на тој начин за пописот ќе го одоброволевте и лидерот на опозицијата. Лидерската средба, ја кажува, во принцип, лидерските средби се практично невозможна мисија последниве 7-8 месеци поради ставот на ВМРО ДПМН, подавањето на мандатот на Заев. Че за да викнеш ти некого на лидерска средба, не само да направиш пресконференција и изјава која ќе речеш јаве повикувам во интерес на граѓани и така натаму и така натаму. Мора да има волја од двете страни. Јас сум го кажувал да го повторам на кратко. За пописот немаше да смеат да ве одбијат или не? Како? За пописот не верувам дека ќе ве одбие. Имаше иницијатива прва за лидерска средба уште лани, например, за спорот со Бугарија. Од ВМРО ДПМН. Еве да ви кажам, значи, дали кога немате волја од двете страни, дали може да направиш состанок. Мислам дека беше летото, јуни-јули минатата година, ВМРО на средба која беше претходно закажана со главна точка за поредната состојба. И евентуално да можеме да договориме датум за предвремени избори. Побара како точка број 2 да биде и состојбите со Бугарија. Другата страна во овој случај, премиерот на СДСМ само одбија. Ја во тој момент констатирам само дека немаме предуслови да влеземе во таа точка. Че ако некој не сака било од која страна, од било кој причини, нивно политичко право е, не можеш со сила никого да натераш. Значи не сум сигурен дека и другава страна, ако првава или вторава, како ја нарекуваме сега, ако би се согласила, дали првава би рекла, окей, што имаше иницијативи за лидерска и во однос само на партиите во владата, значи власт опозиција без мене, кои не успеа како иницијативи. За Бугарија, веќе споменавте, како да е стимната малку атмосфера. Тоа ми е лош или добар впечаток, или не знам, може би се наметнаа други теми кои што се поинтересни, па го покрија тоа. Има ли нешто ново? Или времето лекува сепат? За жал, на Балканот посебно, нема поинтересни теми од национализам, популизам, биловење поени на тие теми. Тоа стибна затоа што практично од наша страна беше заземен еден став, зборам за државното раководство, дека во очи на овие неколку месеци бугарските избори се закажани за четврти, ако не се лажам, дека тука не би требало да, ако до сега не успеавме, за битни прашања да најдеме компромис, дека не треба воопшто да се обидуваме и сега нашиот став и наша заложба и практично преточена во оваа иницијатива и овие одења во Софија на Владо Бучковски е да разговараме за повторно креирање на довербата која објективно е изгубена од познати причини. Само на тоа се должи. И такви посети ќе има, Бучковски ќе оди и во наредниве месеци, меѓутоа со овие иницијативи од овој тип, како што ви слушате, медиуми, образование, енергетика, коридор 8, меѓутоа не и другите прашања кои очигледно Бугарија ги наметна како примарни. БНТ, Бугарската национална телевизија, не е нова телевизија во Македонија, ја имаше под другите провайдери, оператори. Меѓутоа сега се крена некоја поголема галама. Дали гледате вие бугарска телевизија понекогаш? Па јас мислам дека новие провайдери што се најчесто во понуда кај нас, ја не можам да видам дека има многу бугарски канали. Имаше пред 10 години и кусур Планет и тој тип на програми, и тоа не и политичка содржина. Јас немам, ми се чини дека во она што се нуди, претпоставам и за сите граѓани, овие жители на Скопје изминативе 10 години, тоа се 90% се српски канали, Република Српска, нешто малку Босна и Херцеговина, ретко Хрватска. Така што за жал, ја мислам дека во тој дел, тоа е нивна работа, мислам дека бугарската страна сгреши во тој дел. Тие требаше прво прашање да наметнат, да се направи баланс во информирањето во однос на ова оска, информативна, ако сакаш, север-југ, која е се уште доминантна кај нас, посебно север, посебно бивша Југославија, и да речат, еве што ние нудиме. Знаеш, најголемите спорови обично, ние го имавме тој проблем долги години и во односот македонци и албанци. Најголемите проблеми обично доаѓаат од непознавањето на другиот. И ние објективно во овој момент да ги прашаш, не знам, дечките од 18 или 20 години, па и постарите, кои не ја паметат, не паметат некои други времења, тие знаат, особено после 2000-тите, знаат само една насока, значи фудбал, музика, па и политика, само за тоа што се случува на север. Треба да знаат. Меѓутоа, например, знаеш дека во некои делови од држава, например, посебно Гевгелија и околината, одлично разбираат и грчки. Нема грчки канали.
Zašto nemаме? Не зборам за преспа. Зборам, тоа се први комшии. Ние мора да се познаваме меѓу себе многу подобро. И одлично е што не знам зошто се обидов да разберам, а не разбрав вистинската причина. Зошто МТВ, например, нашата не зрачеше во Бугарија, а наводно постои договор подпишан пред неколку години кој никогаш не е ефектуиран. И тоа е жалосно. Малку е поконцирани авторските права се тука проблематични или може да бидат проблематични. Добро, тоа веќе е сосема друга димензија, меѓутоа сега од оваа дистанца и тоа стивнување што го споменавме, може ли да кажете како шеф на државата дека по така спокојна е атмосферата и оди во таа насока на побрзо решавање на тој спор? Дали после изборите ќе биде се забрзано или ќе треба да почекаме подолго време? Гледај, значи има две нивоа сега, два комплекса на прашања за кои зборуваме. Дали е атмосферата помирна? Да. Дали тоа значи дека се придвижуваме кон решение? Не. Значи мораме да исчекаме каков ќе биде исходот на изборите во Бугарија и особено да исчекаме, и тука може да има пролонгирање на периодот додека не се направи новата бугарска влада. Ова во последно време постојано го потенцирам. Не значи дека ние чекаме некои други луѓе со кои полесно ќе се договориме. Нема такви луѓе други со кои полесно ќе се договориме во Софија. Сите мислат слично, го знаеме тоа од нивните декларации. Зборувам само дека е една работа кога влегуваш во избори и кога реториката нормално се крема нагоре, и сосема е друга кога имаш нова влада со мандат пред себе, тогаш стивнуваат, по дефиниција некој политичка логика стивнуваат страстите кај нив. И тогаш можеме да го повторам уште еднаш, иако јавноста во Македонија го знае тоа, че јас го кажам често пати, не случајно 25 години додека преговаравме некој пат само формално, некој пат суштински со Грција, 25 години, кога имаше избори тамо на било кое ниво, или избори овде на било кое ниво, поради некаков джентлменски договор меѓу нас и разбирање, тоа нигде не го пишуваше во ниеден договор, пример во тој интерим акорд на 90, не го пишуваше. Ние запиравме со преговорите, и формални да беа, и кафе пиење да беше, не го правевме тоа. Зошто? Нужно е кремањето на емоциите и нужно е, има тука неколку делови во сечи електорат кои сакаат на патриотска реторика, ако нема друга политичка агенда, да добијат поени. Мој став бил секој пат и на многу на други околу мене да ги оставиме, и кај нас се случува тоа. Па дури и мојата реторика, ја никогаш не сум бил познат како националист или човек кој има радикална реторика у кампања. Ама па не е иста. Ако споредуваш со ова што денес ти го зборувам или не знам, вон изборно време, изборен период. По тој аспект мислам дека работиве сега се примирени, меѓутоа не значи дека нешто се случува во позадина, па само се чека април и да се реши прашањето. Може да не опушти тоа што се сите карти ги фрламе на новата американска администрација, на Бајден, тој ќе изврши притисок на Бугарија и да си спиеве на тоа. Тоа е наивно, тоа е наивно гледање во политиката. Јас знам дека имаме многу ние експерти и така наречени експерти и во регионот и пошироко, кои велат добро е што го избора Бајден и сега он ќе ги реши сите. А ние треба да молчиме, само ништо да направиме. Не. Знаете, познато е дека во позадината на Преспанскиот договор имаше присуство и на американската дипломатија, кој што имаше на германската, малку и на британската. Меѓутоа факт е дека Преспанскиот договор, зборуваме за тој последен голем договор кој реши големо прашање на Балканот. Факт е дека прашањето се реши затоа што имаше одважни политичари во Атина и во Скопје кои решија да влезат во тоа. Че нема сила која ќе го реши било кој спор со тие пропорции, а овој за жал со Бугарија се заканува да стане спор со големи пропорции и да трае подлого време, се заканува. Таков тип на спор, особено кој чепка во идентитетски прашања, може ни една Америка да го реши. Самата, да рече, седете вие дома, ја ќе ви испорачам решение. Неопходна е проактивност. И никогаш не бил. Че еве да споредам со едно внатрешно прашање кој беше од големи пропорции. Рамковниот договор. Тоа е веројатно во нашава 30 годишна посткомунистичка транзиција прашање кога американците беа најмногу присутни и на маса беа и го потпишаа договорот заедно со Леотар во име на Европска унија. Меѓутоа и таму не беше ситуацијата таква да американецот доаѓа и вика земи или остави, иначе си заминавме. И таму не беше, а не пак за овој спор. Остановате на тоа. Гоце Делчев се декларирал како бугарин, ама се борел за независна Македонија. За тоа ви се налути опозицијата. За тоа се налути опозицијата. После детантот правичен. Да ви спомнам еден интересен детал како сме ние поделени по тие. Ти доаѓаш од град, од регион во кој тие подолби или различни гледања на историјата веројатно ги има најмногу во нашата земја, па и пошироко. Имено по ова прашање. ВМРО, кое било, од кога било, за кого било и така натаму, тие деци, револуционери и така натаму. И не знам дали сум го спомнал порано ова
пред 2 лета, значи тоа беше за 2 август, дојде делегација на чело со Бојко Борисов овде да чествува некои нивни гробови. Овдека бевме на состанок, баш овдека. Да. Јас ја имам веќе дадено таа изјава. Како еден мој обид од страна да понудам едно, како го викаат, прозорче за можности, ако може некоја варијанта да се направи, после работа на овие што се експерти во тој дел, да го допрецизираат тоа. И во првата реченица Борисов ми вели: дали знаеш дека ти си јунак во Бугарија? А ја му викам: дали знаете дека заради тоа сум кодош во Македонија? Така, мислам дека тој тип на изјави кои уважуваат некои историски околности, што зборам за двете страни на гледање на овој проблем, не само едниот, мислам дека ни се неопходни и дека се, за жал, ретко присутни генерално во балканските држави. Ние се уште робуваме на старите историски клишеја, зборам генерално за Балканот, така како што сме ги учеле во некој изминат временски период и оптеретени со многу идеологија. Значи, црните петна, или како сакате да ги наречеме, или сивите зони во нашите историографии се присутни и при тоа не мислам воопшто дека кај нас има повеќе, а кај Бугарија помалку. Имаат и тие периоди, личности и настани со кои треба да се соочат и да погледаат на очи во вистината. Имаме уште 10 минути или да? Повели. Бајден го споменавте. Важи ли тоа што го рековте за Македонија, Бугарија и за целиот регион? Важи дека не за треба важи за преголема целиот надеж, регион. затоа што тргна доста остро, бараше признавање во честитката на Вучик. Нема никаква и можам да видам во тоа што тој го кажа. Може би моментот кога одговараш на честитка, може би соодветен. Србите така го третира. Меѓутоа, не можам да видам никаква измена во реториката, ни во точка, ни во запирка, од она што е американски став во однос на Косово од наназад 20 години. Што не беше за мене изненадување во однос на тоа што тие бараат. Разликата во ФИЕФ финеси, да речем, Америка бара директно признавање меѓу двете држави, а Европската унија бара, бидејќи има 5 членки кои не го имаат признаено Косово, бара, велат, правно обврзувачки договор меѓу страните. Не спомнува збор признавање. Меѓутоа, во суштина, Западната алијанса е повеќе на таа позиција. Вакцините се уште ги нема. Да. Со председателот на Србија Вучик имате речиси идентични ингеренции. Вучик носи вакцини, вие не сте некаква иницијатива на оваа тема. Инаку, тоа ќе ти изненади не само тебе, него и другиве кои исто анализираат од сличен аспект. Јас и Вучич, односно српскиот председател, немаме ни близу слични надлежности. Не зборам за тоа што секој од нас надвор од устав и закон можеби некој пат се обидува да ги преземе. Тоа знаеш која е битната разлика? Ја немам пратеници во парламент, Вучич има. Вучич во исто време и председател на Српската напредна странка, односно партијата која е владеачка. И на избори кога одат, како активен председател, на парламентарни избори листата пишува горе носител Вучич, така што тоа е исклучително значајна позиција од аспект дека можеш да влијаеш врз доминантното мнозинство во парламентот. Не зборам за другите аспекти на владењето негово и мое, накусо, без да ги бранам нашите власти. Веројатно и тука има некакво, не знам, касно палење да го наречам. Меѓутоа, факт е дека Европската унија, која е најголемиот, најмоćниот пазар генерално во светот. Значи, ако го земаш комбинирано од GDP, Европската унија со на 20 трилиони долари, појака и од Кина и од Америка. Ако тие се крајно незадоволни од ова што го добиваат од фармацевските гиганти, дали може да замислите, значи, повторно велам, не бегам ја од нечија одговорности, собствена и било чија во држава, во однос на вакцините, односно тоа што се уште немаме. Меѓутоа, дали може да замислите дека во владеачката партија во Германија, во CDU, многу се гласни во јавноста луѓето, пратениците, видни функционери на CDU, кои бараат оставка од фон дер Лајен. Може да замислите, нивно, член на партија, нивни директен избор е, и тие велат, ние не сме задоволни, бараат оставка. И да не зборам за сите други процеси во тој дел кои се случуваат во Европа. Значи, ако Европа крахираше на ова прашање, а крахираше, за маливе државички на Западен Балкан, да ние можеме евентуално по некакви си приватни иницијативи можевме да дојдеме до тоа. Меѓутоа, клучната работа која јавноста треба да ја знае. Унија цело време вели, не би било добро, не би гледале добро, како на земја кандидат за членство која само што не почнала преговори, да увезувате вакцини, не во геополитичка смисла, меѓутоа вакцини од било каде од светот, кои не се одобрени од европските фармацевски и здравствени власти. И што правиме се? Добро.
Угоре е високо, А удолу пропо длабоко. тоа, Спутник ако дојде, ќе се вакцинирате ли со Спутник? Јас ќе се вакцинирам со секоја вакцина која е одобрена од европските здравствени и фармацевски авторитети. Мислам дека тоа треба да важи за секој граѓанин. Не смеме да бидеме привилегирани. Сега председателот не сака со ова, а на граѓаните им велиш да бе повелете. Па некој од нас и одати во Јужна Србија Уште за делот две-три прашања. Ајде. Голем дел од мандатот ви помина во корупција, во хибриден режим. 111 место, тоа Нема оправдување, нити си имам намера да барам оправдување, ниту треба да има оправдување. Час поскоро владата мора да излезе со акцијски план. чудно ви или Со сте седнале со полска председателката на антикорупцијска Бијана? Јас имам регуларна комуникација со државните органи, не сум имам комуникација и со антикорупцијска. Мислам дека владата мора да ги мобилизира дупло своите ресурси, дупло од ова што било. Не велам дека немало напори. Сега, бидејќи таква ситуацијата, ќе губиме време, непотребно е да оспоруваме, да зборуваме дали е И за вас перцепција. ова перцепција или е реална? Не, перцепција е неспорно, бидејќи насловот на документот е тој. Перцепција, меѓутоа е доволно сериозен индикатор да се замислиме. Перцепција е, тие сами кажуваат дека е. Што мислите? Не ги брои случаите во суд што завршиле со висока корупција. Али ја мислам дека е тоа крајно сериозен индикатор и затоа мислам дека владата треба не само преку се премиерот за борба против корупцијата, генерално сите ресурси двојно да ги удвои и да покаже уште поголема од оваа до сега политичка волја да се фати во костец со тоа зло. Да знаете, ако не е спорот со Бугарија, и еве ние да претпоставиме преговараме со ЕУ. Најголемиот проблем, сте го слушале тоа се еуфемизми. Поглавје 23-24, тоа е. Има и други точки, но тоа е главното. Борба против висока корупција, не за 10 евра, висока корупција. Изолација. Се овие денови за премиерот Заев се споменува, тоа никаде не излегува, никој не го прима. Ама и за вас тоа се врзува. Не сте излегле, не сте се сретнале со лидер некој на држава, не од светот, не од Европа, туку од регионот. Вучи, како го споменеме, со Макрон се биде пред две недели. Пандемијата ни ги скрати активностите на сите. Тоа е неспорно. Јас за жал морам да кажам дека изминатава година дена драстично ги намалив моите активности со моите граѓани, со нашите граѓани, овде, во нашава земја. Инаку, ако сакаш да зборуваме, малку ќе ти биде една емисија. Ситуацијата во однос на таа така наречена меѓународна изолација до 2017 и ова што се случува сега. И ја би ве замолил, здравје Боже, само за месец-два, па да ни го поставиш истото прашање и да видиш колку сме ние изолирани. Неспоредливо е, неспоредливо е. Тоа е што се случуваше по 2017 со огромните ангажмани на Заев, на Димитров, сега на Бојар Османи, на Радмила Шекеринска. Да не се сам себе си во тоа. И ако ја бев дел од тој тим, се неспоредливи во однос на што претходно 10 години ние бевме заробена држава не само внатре. Партијата да ги држи сите витални државни институции. Нас никој не примаше надвор како да сме лепрозни, не дај Боже. Нема споредба во тој дел. Само пандемијата е причина за тоа. Ваш домен е безбедноста, сертификатите. Влеговме во НАТО, ама со сертификати никако да влеземе. Кој е проблемот кратко? Еве, што е долг процес кој трае и ќе трае, како што ќе доаѓаат нови функционери, никош не завршува. Утре ќе имаме нов министер за ова или за она. Гледај зашто станува збор, ако можам кратко гледам дека времето полека не изминува. Прво неколку да разбиеме неколку митови и мистификации кои се прават заради добивање политички поени. Не е точно дека само председателот Пендаровски има добиван сертификат. Не е точно. До овој момент, помеѓу 40 и 50 високи функционери во државата, од службите до политиката имаат добиено НАТО безбедност сертификати. Уште стотина се во процедура да добијат. Вториот мит кој мораме да го кажеме. Ако велат немаш добиено сертификат, ако НАТО не сака да ти даде, секој пат ти дава писмен одговор. НАТО ти дава писмен одговор, а вашето барање, пошто поднесуваме барање, вашето барање е одбиено. Тоа што, не знам, ги спомнува Оливер Спасовски и Маричич, тоа е небулоза. Тие не би добиле НАТО сертификат, кога не би добиле, би кажале, НАТО би напишал документ во кој вели вашето барање е одбиено. Такво нешто до сега нема добиено, и ова не сме го кажал во јавност, ниту еден политичар, ни на локално, бидејќи тие се проверуваат, ниту на централно ниво во владата, ниту еден нема добиено негативно решение или да е формално одбиено од НАТО. Тоа е мојабетот. Една минута, една снимка да слушнеме. Во една ситуација ја прашавме јасновидката Клеопатра. Беа интересни јасновидките еден период во македонската политика. Што мисли за председател на државата Стево Пендаровски и за можноста да добие уште еден мандат. Ај кратко да ја слушнеме и со тоа да завршиме после тоа, председателе.
Predsjednikova budućnost, predsjednika Makedonije, budućnost je dobra. To je obrazovan čovjek i visoki intelektualac. Иднината на председателот на Македонија е добра. Тој е образован човек, висок интелектуалец, со високи критериуми и господско движење, со многу дипломатски односи кон сите други колеги во поранешна Југославија. Кога велам, мислам на председателите на Босна, Србија, Црнагора и така натаму. Верувам дека заслужува и следен мандат, со тоа што јас, како јасновитка, не би можела да зборувам во јавност за некој кој лично, директно не ме прашал. Со оглед на тоа што вие ме прашувате како новинарка, но тоа не би било квалитетно толкување, како кога тој би ме прашал. Но верувам дека можеби човекот нема време, а тој бидејќи е овен во хороскоп, не се многу суеверни, иако верувам дека тој еден ден би можел да се кандидира повторно за председател, со оглед на тоа што е квалитетен човек, не е корумпиран. Многу е внимателен кон позицијата и кон опозицијата. Verujem da bi on jednoga dana mogao da se kandiduje ponovo za predsjedatela s obzirom da je kvalitetan čovjek, nije korumpiran, vrlo je obziran i prema poziciji i opoziciji. Председателе, втор мандат. Не знам дека прашувате и новинарки за политичко предвидување. Не добро. Па трае, секој се правиш ова. И тоа таа вели треба лично да го видам за да имаше јасновитки, имаше Георгиевски, имаше Груевски. За вториот мандат. Знаете, сега за локалните избори се најавуваат комбинации многу интересни, чудни, луѓето на Црвенковски со Левица, ВМРО со Алијанса, коалиции, СДСМ со ДУ и така натаму. Кој знае што ќе се случува до 2024 година? Вие сте заинтересиран. Сега, тука го бараат и моментот на конфликт помеѓу вас и премиерот Заев, поради заеднички цели и интереси токму таа 2024 и токму врзано со председателската функција. Вела дека тоа заладување и овие чепкања што почнаа со интервјуто на Заев за БГНС, па вашиот одговор после тоа и ова со пописот не се случајни, токму се во таа насока. Има, види, дежурни стручњаци на таа тема имало и ќе има и не се случува по прв пат. Мојот став на кусо е дека во политиката времето тече побрзо. Многу побрзо. Гледате, и не само и да не е пандемијата. Значи, здравје Боже за 3 години од сега. Ја ви тврдам дека политичкиот контекст овој сега, што е, ќе биде фундаментално променет. А ако земеме да анализираме каков беше 2016-17, кога ја како дел од таа политичка структура, или се боревме да дојдеме во позиција да решаваме за еднината на државата, ќе видиш дека многу работи и од тогаш се изменети. Че никој не може да предвиди што може да се случи. Прва мерна станица попатна ќе бидат локалните избори, па дури потоа ќе видиме како ќе се одвиваат тие работи. Мој принципиелен став е дека ја не се закачам или рчкам, како велиш ти, со било кого, освен ако тој или тие како партија не влегуваат во кршење на законите или не боже во корупција. Во тоа момент ја морам да зборам против нив. И овде нема рчкање. Во овие две-три ситуации кои ги кажуваш, станува збор за мој принципиелен став. Стварно мислам дека за пописот како прво, за Бугарија како уште попрво и неколку други прашања, не 100, али 2-3 прашања. Ние за жал до сега не успеавме да направиме национален и државен консенсус, а моравме. Значи во таа смисла ќе има и понатаму во наводници рчкања. Од моја страна, луѓе, дајте да седнеме, на пример во годишното обраќање за законот за попис. Јас велам, сите конструктивни предлози на опозицијата треба да се прифатат. Не беа прифатени. И во моје едно следно интервју велам, жалам што тоа не беше направено. Невозможно е, освен отпечатоци од прсти, невозможно е, ама баш ни еден предлог на опозицијата да не беше конструктивен. Да завршиме со медиумите, така почнавме со радиото, завршиме со медиумите. Воопшто лажни вести, говор номер за темата ние денеска има ли вакцина за спас на медиумите. Со тоа да завршиме. Ако ни е некаква утеха, не би требало да ни биде. Вакцина за спас од пандемијата на лажни вести не постои во најаките држави во свет. Најдалеку во Европа, во рамки на Европската унија, до сега, на ниво на легислатива, е отиде на Франција и некои од Балтичките републики. И тоа е све иницијална фаза. Германија е во обид да направи нешто слично и во Америка од познати причини и тие почнаа да размислуваат во таа насока. За жал,
ниту легислативата, ниту праксата, уште помалку, во најмоćните држави во светот е доволно моćна за да направи филтр за лажните вести. Со социјалните мрежи ние мораме очигледно да преобмислиме цел концепт како тоа да не доаѓа и да не го труе буквално обичниот примач на тие информации, бидејќи јас ви тврдам дека пандемиите на лажни вести, не само во однос на короната, 5G, Бил Гейтс, конспирации, чипирање и така натаму, генерално и за многу други, ние имавме, например, наплив на лажни вести во очи на нашиот референдум за името. И доправа ќе ги имаме. Тоа ја подкопува довербата на граѓаните во институциите. А знаете дека е на многу ниско ниво. Генерално, демократијата као концепт во светот е под жесток напад на ова пандемија на лажни вести. И што ќе се случи ако тоа и понатаму еродира? Се знае, на сцена доаѓаат луѓе кои воопшто не ги интересира демократијата, кои не ни мислат да владеат на демократски начин. Иако се колнат во демократијата до денот на избори. После тоа доаѓаме во тиранија. Стадион. Емисија за вашата вистина.